Како што највечерва разговарам со министерката за образование и наука Весна Јановска. Министерке, добро вечер, добро дојдовте во Дневникот. Добро вечер, добре најдов. Министерке, минатата недела објавивте една загрижувачка информација за јавноста, споделувајќи дека годинава, барем до тој момент, има помалку од над 4000 првачиња кои што се запишале во основните училишта низ државата. Каква е таа бројка во моментов, за тоа што рековте дека продолжуваат уписите? Да. Благодарам на прашањето, треба да го дообјаснам ова што го кажав. Точно така кажав, дека некаде над 4000 првачиња се уште не се запишани во прво одделение, но тоа не е конечната бројка со која ние ќе располагаме некаде до крајот на септември. Што е во прашање? Во прашање што дел од учениците кои во мај и јуни требаше да бидат запишани, се уште не се запишани, и тоа е пракса и од минатите години, кога одреден број родители ги запишуваат своите деца на крај на август, па дури и во тек на цел септември. Вториот проблем е што училиштата не се сите сосем ажурни и не ги запишуваат првачињата во едневникот. Бројката ние ја вадиме од едневникот и сметам дека уште одреден број училишта се уште ги немаат регистрирано првачињата во едневникот. Со оглед на тоа дека некои од родителите се враќаат од летна работа во странство, очекуваме тие деца кои се пропуштени во тек на овој период, сега веќе да го сторат тоа што го сториле, и конечната бројка би требало да имаме околу 1 септември, но искуството кажува дека може да се одложи и до при крај на септември. Крајната статистика крај на септември. Крај на септември, и тогаш ќе имаме реалната бројка на тоа колку ученици не се запишани во прво одделение. Меѓутоа, ја слушав јас со внимание таа ваша изјава. Вие таму велите дека во тој момент се околу 4900 првачиња помалку во споредба со претходната година, меѓутоа велите колку и да се запишат во овој период, очекувам дека бројката ќе биде околу 3000 помалку во споредба со минатата година. Но не можеме со сигурност да тврдиме. Така, ќе ги почекаме, нели, овој период за да видиме кои ќе бидат финалните бројки, но не е мала бројката, нели, и 2000 да бидат, не е мала бројката. Какви се вашите анализи, што покажуваат вашите анализи, на што се должи ова? Дали е ова генерално на наталитет или голема улога игра и иселувањето од државата? Статистички веќе се објавени бројките на загуба на новородени, да речеме 19-та, 20-та, 21-та. Ова се генерација 20-та, генерација која се запишува и тргнува сега во прво одделение, се генерацијата од 2020 година. Бројките на наталитетот опаѓаат секоја година, за жал, но има и еден друг феномен кој ние не треба да го криеме и со кој се бориме. Дел од учениците и воопшто не се запишуваат во прво одделение. Тоа е проблем со кој ние се бориме со медијатори, со работа на терен, и тоа е она што се пролонгира до крајот на септември, да речеме. Не би можела да кажам колку тоа се должи на иселувањето или друг вид на загуби, од и такво нешто е Кој можно. е тој друг вид? Сега може ли да бидеме малку појасни, затоа што и ова е загрижувачки ако не сакаат да се запишат на училиште? Дел од учениците се користат како работна сила во земјоделието, и тоа е повремено. Некогаш се присутни во училиштата, некогаш не се присутни во училиштата, но во последниве неколку години таа бројка е драстично намалена. И ќе повторам, тоа генерално го правиме преку медијатори. Еве, ние имаме над 50 на околу 50 на ромски медијатори кои прилично успешно си ја вршат работата, и добро е што таа бројка се намалува. Добро, министерке, меѓутоа имаме и една друга ситуација. Еве, јас се обидов пред овој разговор да проверам што сме објавувале пред почетокот на второто полугодие. Најдов на информација дека само во општината Штип во второ полугодие имало помалку 60 ученици отколку што имало во првото полугодие. Ова веројатно не се работи за исчезнување, овде дефинитивно се работи за ученици кои што заминале од државата, значи има и сериозен тренд на иселување. Има, и тој не е сега зголемен, тој е еден тренд кој постојано го има во оваа земја. Вие знаете, Македонија секогаш била печалбарска земја, за жал, и тоа оди во некакви синусоиди. Има периоди кога е зголемено,
зборемен трендот на иселување. Например, драстично беше поголем во изминатите некои 6-7 години, отколку што е сега, но секако ќе треба да ги споредиме статистичките податоци, ако сакаме да ги точните бројки знаеме. Немам впечаток дека е зголемен трендот на иселување, но факт е дека се уште постои. Сега, од друга страна морам да ве прашам, затоа што бевме сведоци изминатиот период, предходниот месецот пред тоа имаше неколку протести во рурални средини, родители кои што реагираат дека се затвараат подрачни училишта. Дали причината за затворање е токму намалувањето на бројот на ученици? Во изминатиот период, вклучувајќи ги и овие 2 години, значи во изминатиот период, еве ќе ви кажам, 21 20 училишта се спонтано затворени, 22 20 училишта се спонтано затворени, кога јас не сум била министер и кога оваа влада не управувала со земјата. И оваа година, но не само спонтано, мал дел и како процес на оптимизацијата, повторно околу 20 подрачни училишта ќе бидат затворени, сите оние кои имале помалку од 5 ученици, но има и некои кои имале 7-8 ученици. Ова е веќе друг процес на затварање, не е затварање, тоа е привремено затварање. Ова е веќе процес на социализација на учениците во правец на постигнување поквалитетно образование. Јас многу пати сум кажала, 3 деца во едно училиште или и 3 различни оделенија. И имаме случај на 5 деца во 5 различни оделенија. Тоа не е образование, тоа не е социализација, тоа не е стимулација на знаење, тоа не е стимулација на надпреварување во позитивни вештини. Ние мора да се ги спасиме децата од тоа. Првенствено од тоа, тие мора да работат и да се среќаваат со големи групи, не смеат да живеат затворени во одредени средини, кај што владеат одредени правила, одредени традиции, некогаш одредени стереотипи. Тие мора да влезат во поинаква средина, за да можат да постигнат резултати кои што ги очекуваме. Оти реално ни се случи да имаме едно дете во еден клас и во едно училиште. Не е таа ситуација соодветна ниту за детето, ниту за целото обкружување, и тоа мора да се решава. Од тука трендот на намалување на новородени, помалиот тренд на иселување, се заедно доведува до ова што ни се случува. Значи, родителите треба да разберат дека целта е да се овозможи поквалитетно образование за нивните деца, не со сила носење на училиште во поодалечено место. Не, јас вчера или завчера имав средба со еден родител со кој се обидовме да се објасниме. Вели, другото училиште кај што има повеќе деца, кај што треба да се дружат, е на 2 километри од ова каде што има многу мал број деца и учат во комбинирана паралелка. 2 километри на вистина не е растојание кое родителите не можат да го совладат и да се ги однесат своите деца на училиште, без оглед дали работат во државна, приватна или се земјоделци. Оти секојдневно низ поголемите градови родителите ги носат децата на училиште и повеќе од 2,5 километри. Тоа мора да стане составен дел на нашиот живот во корист на децата. Се друго е нуспојава. Дали ќе се заштеди струја, дали ќе се заштеди на грејење, дали училиштето ќе се заштеди на негово одржување е секундарно нешто што е производ де факто на добробитта која ние ја правиме за децата. Вие ми рековте само 3 години, 21, 22 и 26 година по 20 училишта се затвараат во руралните средини. Голема е бројката, но од друга страна имаме имиграција нели од рурална во градска средина, па го гледаме тој притисок во градовите и потребата од зголемување на училиштата. Гледам дека летово се работи и реконструкција во дел од училиштата за да се овозможи едносменска настава. Тоа беше идеја која што вие ја промовиравте и инсистирате на едносменска настава. Што се случува од оваа учебна година? Какви се промените во таа насока? Идејата за едносменска настава не е нова. Оваа влада за прв пат ја промовира јавно, гласно. Таа постои во светот и таа покажала подобри резултати во учењето на учениците и затоа ние и ја спроведуваме. Едносменската настава е бенефит повторно, прво на учениците, второ на наставниците, трето и на родителите, кои
ќе бидат сигурни дека нивните деца се на училиште, а тие ќе можат сериозно да си ја завршат својата обврска на работа каде и да се. Децата ќе бидат згрижени на училиште, но првенствено тие на училиште ќе стекнуваат повеќе знаење, вештини и компетенции какви и да се соодветни за нивното ниво. Интензивно, особено летниот период, кога нема настава, се подобрува инфраструктурата и се спроведуваат инфраструктурни активности, имаме доградби на цели блокови на училиште и тоа е видливо насекаде низ Скопје. И имаме доградба на помал број на училиште, уште еден проект од 2 до 6 училници. Во овој момент 5 такви училишта веќе се изведуваат доградбите и адаптациите. За едното имаме, Пане Адгиновски, имаме склучено договор. Очекувам деновиве да почне и таму адаптацијата или реконструкцијата. И кај овие 5 очекувам од 1 септември да влезат учениците во реновираните, исто и во училиштето во Радишани, например, очекуваме од 1 септември учениците да влезат во реновираните училници. И покрај ваквата офанзива нема да постигнеме секаде во скопските општини да обезбедиме едносменска настава, но барем дел од учениците или дел од класовите ќе обезбедиме од двесменска работа. Например, сите од 1 до 5 ќе бидат во една смена, другите повозрастните ќе можат да одат во 2 смени. Релативно добро се движи тој процес, задоволни се таму каде што се спроведува целодневната настава, задоволни се и родителите и наставниците, секако и учениците кои имаат повеќе време да видат на училиште. Министерки, на 20, точно 20 дена има до стартот на новата учебна година. Убаво е, нели, да се слуша дека се реновира, дека се вршат на доградби за да се обезбедат подобри услови, ама најважни некако се учебниците. За учениците немаме добро искуство од изминатите години. Што ќе се случува на 1 септември? Ќе има ли учебници за сите? Не, последните 2 години имаме добро искуство. Добро. Предходно немавме. Со мали исклучоци. Немавме добро искуство, да. Свесна сум за тоа. Значи, ви благодарам и за ова прашање, е многу важно да го објасниме. Да, на 1 септември ќе има учебници. Она што ова влада го направи, прво донесе уредба за цената на учебниците, што досега воопшто ја немало, каде што одредивме максималната цена на учебниците. Потоа донесовме нов закон во кој креирањето или учебникарството го дадавме на издавачките куќи. До тогаш Министерството беше и печатница, и учебникар, и се, што беше тешко справедливо и несоодветно. Сега тоа го префрливме кај издавачките куќи. Цената за печатање, затоа што по стариот закон се уште имаме учебници за печатање, каде што Министерството е собственик на авторството, ја намаливме од 3,9 за тираж под 7.000 и 3,4 денари за тираж над 7.000 на среден од 2,9 сега, со што ние всушност заштедавме околу 50 милиони. Друго што го направивме, максимално е транспарентен процесот. Секој документ што излегол од педагошката и влегол во педагошката служба се наоѓа на веб страната на педагошката служба. Одржавме педагошката служба, тоа го прави, но ние сме Министерство. Одржавме 3 онлайн семинари за тоа како треба да се заменат старите учебници. Да, факт е дека и во изминатите 2 години се случуваше некаде наставниците, родителите да покажат релативно несоодветни, искинати, потрошени учебници, би рекла, но тоа е само затоа што службите во училиштето не ја завршиле работата по правилник и по закон и така како што ние сме ги обучиле. Очекувам дека после 3 спроведени семинари, оваа година нема да се случува. Се надевам дека нема да има ни некој исклучок, еве да оставам. Добро, меѓутоа веќе потврдам, гледам дека минатата година на крајот имаше ученици ги изгубили, учениците ги искинали, им доставија уплатници да се ги уплатат и да се ги подмират трошоците за тие учебници. Ако во изминатите години на владење имало по 10 уплатници годишно, ние оваа година имаме 800 уплатници. Значи веќе стануваат свесни и родителите и наставниците дека таа обврска треба да се заврши за учениците да имаат нови учебници. Колку учебници ќе нарачаат училиштата,
толку учебници ќе добијат. Министерството не може да знае колку учебници се оштетени и колку треба да се заменат. Но до последно парче кој ќе биде побарано, тоа ќе биде и доставено. И она што е добра вест и што мислам дека од сега натаму е веќе решен проблем, дистрибуцијата на најголемиот дел од учебниците веќе е завршена по школите. Ние еднаш и поминавме во неколку училишта да провериме дали е тоа така. Така е и се при крај целосната дистрибуција на сите учебници за оваа година. Добро, тоа е добра вест за сите ученици. Министер, ќе морам да ве прашам една многу актуелна тема, тоа е вештачката интелигенција. Се сеќавам минатата година кога заврши учебната година, практично вашата прва како министер за образование, дадовте една изјава која што рековте дека ќе работиме на вклучување на вештачката интелигенција во образованието. Деновиве читам информација во одредени медиуми, вели данските средношколци ќе мора усно да ги бранат своите писмени работи за да се спречи измама со помош на вештачка интелигенција. Што се случува со овој процес, со вештачката интелигенција? Се злоупотребува? Има ли примери дека кај нас се случува тоа во моментот? Дискусиите за користа и негативните ефекти на вештачката интелигенција се светски. Не се одвиваат сегде во светот. Дури онаму каде што таа се произведува, нели се создава, креира и кога се дискутира и за таа супер вештачка интелигенција која би требало нели да биде крајно позитивна за човештвото. Она што е многу значајно и што ние се обидовме да го спроведеме од сам почеток, кога рековме дека ќе воведеме вештачка интелигенција во училиштата, да им помогне и на наставниците и на учениците, е да им кажеме како треба да се користи таа и зошто треба да се користи, односно од неа да ги извлечеме само позитивните нешта и да ги предупредиме и учениците и на наставниците на негативностите кои може да се случат. Да, може би ја слушнавте директорката на Државниот испитен центар на претходниот прес, таа рече дека при прегледувањето на некои есеи забележале идентични текстови кои најверојатно потекнуваат од работа на ChatGPT или Gemini, нешто слично, и тие ученици беа оценети со единици. Сите светски умови, познати, кои зборуваат за вештачката интелигенција, велат дека треба да ги научиме учениците етички да ја користат, да имаат високоморални вредности, да ја користат за размислување, за креативност, за иновативност, да внимаваат како ја користат, но знаете како и секаде, секогаш ќе има по некој што ќе се обиде, како велиме ние, да се снајде, што на крај ќе биде и казнето со единица, еве, во случајов на матурскиот испит. И сега кога сме кај матурскиот, ајде за крај, ќе ве прашам, минатата недела ги соопштивте резултатите од првиот дел полагањето на државната матура, затоа што имаме овој августовски, 3,66 е средната оценка. Лично вие задоволни сте од резултатот на матурата? Дефинитивно сум задоволна, затоа што сметам дека тоа е реалната оценка. Не дека се уште во некои одредени делови не постои препишувањето, еве, утврдено е. Негде е помасивно, негде е сосема искоренето, ова со сигурност го кажувам, така кажуваат анализите на Државниот испитен центар. Нашата петкоманија, која постои се уште и со која се бориме, де факто на матурскиот се покажува дека е нешто што е вештачки направено и дека децата реално постигнуваат успех што би бил просек и што е добро. Се разбира дека ќе треба да се потрудиме овие моменти на препишување, договарање или снаоѓање да ги намалиме до максимум и тогаш ќе имаме дополнително уште пореалната, но јас верувам дека таа ќе се движи тука некаде, затоа што и навистина и условите ги подобривме, но малку и ја затегнавме целата процедура на испитот, што сметам дека навистина сме близко до реалност. Министер, ќе благодарам многу за гостувањето и да ви посакам успешен почеток на новата учебна година. Ви благодарам и јас многу.